Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е сценаристот и новинар Сашо Кокаланов. Кокаланов неодамна се случи промоцијата на Ние сме лудаци. Книгата ја започнуваш со цитат од Алиса во земјата на чудата, во која таа вели дека не сака да оди меѓу лудаци, на што добива одговор дека и таа е луда ако живее во тој свет. Останали само лудаците во земјава, а останатите си отидоа или ги пакуваат куферите? Па треба да се направи еден систематски преглед да видиме кој е останат во држава. Тој систематски преглед обично попис се вика во некои држави. Меѓутоа кај нас не од некои причини не го спроведуваме, така што не знаеме точно што се има во држава, што е оцелено. Не мислам дека ние што останавме овде, ќе останеме лудаци за секојаш. Јас книгата ја пишев длабоко уверен дека ние не сме лудаци. Ја спомнавте вие Алиса во земјата на чудата, тамо тој тип на лудило во кој кога ќе станеш свесен дека си во некаков сон луд, практично веќе еден чекор си направил надвор од лудилото. И не случајно е одбрана Алиса во земјата на чудата како некаков лајт мотив во книгата. Затоа што тамо која е постапката во таа книга, значи предметите кои се мали, нели стануваат големи и на Алиса изгледаат огромни. А она што е големо и недостижно изгледа дека е при рака. Во суштина мислам дека ние живееме еден таков тип на лудило, во кое реално малите препреки ги од тоа правиме баук некаков, кој не може никако да се совлада, а од тие што не се реално големи проблеми, мислиме дека вака ќе ги решиме. Така што и мислам дека се уште го живееме тоа лудило, меѓутоа полека гледаме дека почнуваат луѓето да се освестуваат. Бидејќи сме во изборен молк, нема сега да зборам конкретни примери, меѓутоа ќе го искористам оној пример на онаа прва асоциација која ќе каже човек ние сме лудаци во Македонија. Ретко кој првата асоциација му е Алиса во земјата на чудата. Иако е тоа лектира, па сите речиси сме ја прочитале, сепак имавме изминатиот период една друга лектира со која што како јавност се бавевме почесто. Тоа беа нели бомбите, така наречени, и реченицата ние сме лудаци на поранешен министер за финансии, кој не е кандидат за пратеник, па можеме да го спомнеме тука. Јас дури на таа изјава гледам преку оваа призма за која што ви зборував. Значи, кога човек ќе стане свесен дека троши на чоколадо, а нема за леп, со една нога е излечен од лудилото. Така што првата и најважна работа за да престанеме да бидеме лудаци е да бидеме свесни дека живееме во лудило. Ако ние сме лудаци се додека не станеме свесни за тоа, колку граѓаните ја носат одговорноста за тоа што им се случува? Граѓаните секојаш си се одговорни за животот кој го имаат, затоа што особено во системи, во општество каде што сами си ја избираат власта, така што никој, никако поединец, па дури ни како колективи, не можеме да избегаме од одговорноста што ја имаме. При тоа не мислам тука само на политика. Не знам, еве сега главна тема во држава изминативе 2-3 дена, освен изборите, загадувањето на воздухот.
Сите сакаат да коментираат, да зборуваат на темата, меѓутоа имаме две, ајде да речем, фалинки, два недостатока во таа дискусија. Прво, никој не тргнува од себе, па да си го постави наутро прашањето што јас ќе направам денеска да имаме малку почист воздух. Не знам, нема да одам со автомобил или поимнеам или нешто друго. Нема да горам, ќе горам дрва, ама нема да горам, не знам, масло за автомобил или такви работи, кои реално постојат. И второ, немате вие, има општа дискусија на темата, немате компетентна расправа. Зошто? Затоа што ние целосно се осипавме со луѓе кои се компетентни во своите области. И сега, например, ако следите, тоа е една какафонија од различни мислења. Ако сакате да се информирате малку по-прецизно, не знаете кому да верувате, од каде ни е ова сега. Енормно загадување постоело ли претходно, а не сме биле свесни, или тоа е некој нов момент у нашите животи. Освен за последиците, каде што ќе сретнете некое конкретно стручно мислење од доктор, генерално дебатата се води паушално. И тоа е така во сите сегменти на општеството. Значи, од најбанални, неважни до најважните прашања се води една некомпетентна дебата. Тука би ги врзал вашето прво и второ прашање. Да, мислам дека многу компетентни луѓе, учени, замина од држава и сме, како да речам, на некој начин инвалидизирани како општество со недостаток на умни луѓе кои разбираат разни работи. Основач си на Коза Ностра и си дели од вчерашни. Реалноста во која живееме инспирација за паравестите. Тешко ли е кај нас да се направи дистинкција меѓу реалноста и фикцијата? Тешко е, меѓутоа не е за тоа виновна сатирата, затоа што сатирата се бави со сатира. Ја вината за тоа опасно приближување на реалноста и сатирата ја гледам во реалност. Така што мислам дека имаме проблем, реалноста ни стана сатира, а не сатирата реалност. Стана ли неопходна сатирата во битката да се задржи здравиот разум во едно вакво општество? Да, мислам дека сатирата е неопходна во секое општество. Така што не мислам дека има периоди кога не ни треба сатира, има периоди кога ни треба сатира. Сатирата е потребна секогаш затоа што не постои совршено општество. Ако постои, треба да ни кажат кој е и да одма да го решиме проблемот. Во твоите колумни пак си отворен критичар на општествените и политичките случувања во земјата. Сакаат ли граѓаните да ја видат вистинската слика без разлика на кој начин им е сервирана? Па ова е прашање за граѓаните во суштина. Веројатно сакаат. До кога ќе постои јазот меѓу нормалните имбецилите, меѓу моралните и соучесниците, како што пишуваш во една од колумните? Додека ќе постојат нормалните и ненормалните и сите таму што ги прочитавте од колумната, ќе постои јазот. Во суштина, околу јазот. Значи, има разлика меѓу јазот што се појави помеѓу граѓаните генерално, и тоа е јазот на едно поларизирано општество, партиски поделено, и тој јаз треба да исчезне, затоа што глупаво е во една толкатска држава, мала, во една шака народ да постојат такви поделби, но меѓу нормалноста и ненормалноста никако не сме да се изгуби јазот. Тој јаз треба да се продлабочи. Треба да знаеме што е нормално, а што не. Општеството, како што велиш, е поделено по многу основи. Не научија ли граѓаните дека токму од тие поделби профитираат само политичарите?
Па штом се уште зборуваме за поделбите, очигледно дека не научи. За крај, како според вас лудилото да заврши? Па добро, делумно одговорив на ова прашање. За прв чекор е да сватиме дека живееме во лудило. Втор чекор е да секој сам да се излегува од сопственото лудило. Да не очекува никој дека некој од страна или постои некакво магично решение со кое што сите едно утро ќе се разбудиме нормални. Сите во суштина си носиме лична одговорност за животот и за општеството во кое живееме, така што треба, тоа е првиот чекор. Секој од сопственото лудило да излезе. Ви благодарам за издвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање до наредната недела.